Здравјето на граѓаните, јавната чистота, чистата вода за пиење и заштитата на животната средина ќе бидат приоритети за идната локална власт во Делчево, предводена од СДСМ и коалицијата. Ова денеска на пресконференција го истакна кандидатот за градоначалник од оваа партија, Горан Трајковски. Додека за ДПМН приоритет беше да се купат нови и скапи возила за директорите на јавното комунално претпријатие и градоначалниците на општината, мој приоритет ќе биде да има доволен број на отпадни канти, редовно собирање на ѓубрето и обнова на старите и дотраени возила за собирање на отпад. Доколку Трајковски ја добие довербата на 15 октомври, јавно вети дека ќе го направи Делчево чист град за живење и дека наместо со трактори, отпадот ќе се собира со современи возила. Навремено и целосно собирање на отпадот ќе биде приоритет на јавното комунално претпријатие, а ќе го обновиме и возниот парк за собирање на отпад. Ќе ги одржуваме сите постоечки јавни површини, паркови, зеленила и партерно и хортикултурно ќе го редиме запуштените делови од градот. Трајковски денеска го повика на ТВ дуел кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН Иван Соколов со цел, како што истакна, да видат граѓаните што ќе бираат на 15 октомври. Кандидатот за градоначалник на општина Делчево од ВМРО ДПМН Иван Соколов вети дека Делчево ќе биде водечка општина во регионот со висок квалитет на живот, како и општина која ги соединува локалните и традиционалните вредности. Поттикнување и развој на бизнисот и креирање на нови работни места. Делчево атрактивна туристичка дестинација. Подобрување на руралниот развој, подобрување на постоечката и развој на нова инфраструктура во општина Делчево. Подобрување на квалитетот на образованието и усогласување со потребите на пазарот на труд на општина Делчево. Соколов им вети на делчевци реализација на голем број инфраструктурни проекти. Изградба на скијалиште на планината Голак. Изградба на нова филтер станица за вода за пиење на брана Лошана. Основање на нова развојна зона во близина на Милково брдо во Делчево и Тирц Делчево. Еден од проектите предвидени во програмата е и подобрување и зголемување на услугите во комуналната сфера, набавка на нов возен парк и модернизација на јавното комунално претпријатие. Според Соколов, граѓаните на Делчево знаат дека ВМРО ДПМН ќе го реализира ветеното.